Да, се враќаме во студиото, дојдовме некако до Самуил Малчевски. Малчевски, вие и претходно доста зборувавте за тоа промена на раководство во ВМРО-ДПМНЕ, како што сами откажавте, баравте оставка од Груевски веќе одамна, но има ли сила таму? Има ли некој внатре во партијата кој може да го смени, да го наследи и партијата да ја одведе, еве да кажеме условно кажано, во помирни води? Па видите, не е прашањето дали има. Сепак се поставува потребата да мора Никола Груевски да се замени од лидерското место во ВМРО-ДПМНЕ. Јас пак ќе се навратам на што претходно го кажав. Ако сака ВМРО-ДПМНЕ пак да биде силна политичка партија и на следните избори да се појави со честна понуда према граѓаните, пак не извалкана од сите злодела на ново раководство, Никола Груевски мора да се замени да дојде лидер во партијата, кој што дефинитивно ќе биде ново лице. Но еве, ајде да преформулираме подиректно. Доста се спомнуваше по медиумите, се шпекулираше со имиња, се спомнува Никола Тодоров, Владко Ѓорчев, Никола Поповски, дури некои поанонимни лица. Гледате ли во некој од овие може наследник? Па знаете како е, ако гледаме што се случувало историски наназад, секогаш во јавност имало имиња кои што на крај гореле. Че секогаш, и тоа е тактика на врхушката, секогаш ќе пушти 5-6 имиња да ја замајува јавноста и наеднаш излегува некој друг. И јас мислам дека ова е истиот тој процес. Сега ќе ја замајуваме јавноста дека во ВМРО-ДПМНЕ ќе се бира некој нов лидер, но за волја на вистината сите тие кои што ги спомнавте моментално се членови на врхушката и ги носат хипотеките на се досега што било правено. Генерално против својот народ, генерално против вистинската идеологија на ВМРО. Ние ако гледаме ова раководство години и години наназад постапува спротивно на идеологијата на ВМРО. Место да се бори за македонскиот народ и селија преку 500.000 народ. Да не правиме муабет за казните по предпријатија, по наставници, по доктори и по што уште не, континуирано гнетување на народот. И не верувам дека некој од тие ликови кои што ги спомнавте, ќе може да ја консолидира партијата и да ја врати на вистински колосек. Цветанов, како успеа Груевски од еден технократски менаџер во 2006 година, кој дојде како голема политичка надеж на македонската сцена, како што и сами откажавте, со прилично добра, пред се економска програма, да се претвори до 2017 година да дегенерира во еден типичен балкански националист со затворени врати кон албанските партии, со националистичка тврда реторика. Како и зошто? Како? Очигледно дека имал одредени амбиции кои што биле скриени кај него и глумел од 2004 година до 2008, значи пред добивањето на власта. Првите 2 години од добивањето на власта, глумел добри намери, глумел политичар кој што има искрени намери кон македонскиот народ. Политиката која што почна да ја води од 2008 година, отвара една друга димензија на ликот и делот, односно на карактерните особини на Никола Груевски. Веќе може да се види дека човекот има сериозни психички проблеми, сериозни компликации, односно комплекси кои што ги влечел уште од времето, од детството и така натаму, и тој своите лични фрустрации и комплекси почна да ги истура пред се врз членовите на партијата, а понатаму и врз македонскиот народ. Слушнете само во бомбите, има еден муабет кај што вели на овиот центар ќе им го разубавиме малото со нова зграда. На нив не им се допаѓа, ама ние ќе им го разубавиме тоа. Значи тоа е веќе, значи има еден куп докази кои што укажува дека човекот има сериозни здравствени проблеми. Од една страна. И ја предпоставам дека можеби ќе прибегне и да се брани понатаму во судските постапки со некои психијатриски диагнози. Искрен сум во ова. Значи човекот има сериозни здравствени проблеми од една страна, од друга страна преголемата амбиција. Дали знаете дека човекот работел, да, технократот, по 15-18 сати, но се занимавал и со работи со кои што не требало да се занимава. Значи, се јавува на директор на МТВ во 2009 година во 2 сат по полноќ и вели, абе слушај, имаме една идеја, прво го расонува човекот, го тера да изми очи и потоа вели, абе имаме една идеја да осмислиме на емисија да направиме од типот на Бранко Коцкица. И му збори саат време за емисија од типот на Бранко Коцкица. Подоцна се јавува не знам кај кого, значи
Бугарите имат една дефиниција, велат лут умора нема. Значи, причините сериозно треба да ги погледнеме и во психијатриската, односно психичката, менталната состојба на господинот Груевски и сите оние трауми кои што ги влечело детството, кои што ги истори, врз ги искомбинира со злоупотребата на власта која што ја зема преку измама, преку пиар кој што сите знаеме каков беше, со спинови, со пропаганда, со и така натаму. Од друга страна, тој свесно го узурпира брендот ВМРО ДПМН, пак ќе се навратам и зошто. Значи, вели Демократска партија за македонско национално единство. Тој ја злоупотреби функцијата председател на таа партија и го направи најголемата поделеност во македонското етничко тхиво. Тој свесно допринесе до ситуација да се создаде на таква омрза, а намерно злоупотребувајќи ги сите негови медиумски алатки кои што му беа на располагање. Значи, сега во 2017, ако погледнем од 2017 наназад, гледаме дека некој, односно Никола Груевски, воден од својата амбиција да биде она кој што посакувал на млади години, од друга страна поведен од алчноста, затоа што од друга страна имаме факти и аргументи за украдени милиарди евра, допринесе Македонија да се најде во најдлабоката политичка криза од осамостојувањето па до денес. Тоа е патот. Да. Сакав да кажете нешто? Не. Огненовски, сакав да ве прашам во однос на коалицијските капацитети на председна Никола Груевски, на ВМРО ДПМН е водено од Никола Груевски кон албанскиот фактор. Тие се речеси уништени. Мислам дека не мислам, него нема албанска партија која сака во моментов да коалицира со ВМРО ДПМН, а од друга страна главната стратегија на ВМРО ДПМН во овој момент е тие бараат нови предвремени избори, кои навистина е прашање што би решиле која ниедна албанска партија не сака да коалицира со нив, а они пак не кажуваат доколку имаат 61 пратеник, дали би оформиле сами влада. Значи, имаме една малку апсурдна ситуација, но кажете ми, може ли да обстои вакво ВМРО пред се, ако ја земеме историјата на коалицирањето во Македонија, од првите влади, почетоците, па и ВМРО ДПМН на Љупчо Георгиевски, може ли да обстои вака? Значи, апсурдна е ситуација уназад повеќе години. Ова што го велите со албанските партии, албанскиот политички фактор, навистина оваа структура на ВМРО ДПМН, значи нема теорија, ја верувам да седне нормално да комуницира политички. Они може да пијат кафе некаде, ама значи секоја политичка партија од албанскиот блок што ќе седне да разговара за било што ќе изгуби на изборите, бидејќи албанскиот електорат е освестен, сватија дека коалицијата меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН беше само од интерес. После ова што се случуваше во овие после изборите, уствари, сите овие напади, навреди на албанците, мислам дека нема ниедна политичка партија што воопшто размислува. Тоа доаѓа, поради тоа се доаѓа до фактот дека ВМРО ДПМН мора да се преструктурира. Нови луѓе со нови идеи да дојдат евентуално за наредните избори со некои нови програми, па полека да ги ускладуваат односите со албанскиот политички фактор, евентуално да може нормално да се комуницира. После ваквата реторика што беше искажена, значи после ова што се случува во овие неколку месеци, убеден сум, а верувам дека и тие за самите убедени дека нема шанси. Затоа тоа што го бараат они нови парламентарни избори, мислам дека само тоа е една флоскула да ги замајуваат луѓето дека еве ние не се секирате тука, биете со нас, ќе има нови избори, ние ќе победиме, ќе направиме коалиција со ДУИ. Не, тоа го прават само да го држат телото, гласачкото тело околу нив, да ги залажуваат дека никому ништо нема да фали. За жал или за среќа, почнува судството да функционира на одреден начин, почнуваат да се процесуираат одредени кривични пријави. Еве, слушам дека веќе и вечерва мислам дека има некој наговестување дека и притвор ќе се со многу сериозна оптужба за
обид за убиство ли ќе биде окарактеризиран овој нападот на села, и мислам дека и тие лаги веќе не поминуваат кај нив. Затоа да се вратам на она што го прашате, значи нема теорија да ВМРО ДПМН, оваа структура на ВМРО ДПМН воопшто и да има нови парламентарни избори, да не може да направи влада. Да. Близаковски, треба ли ВМРО ДПМН да остане со овој имидж кој реално го доби како антиалбанска партија? Значи партија која, еве да зборуваме поотворено, секогаш застапувала десни позиции. Па секогаш имало представници на ВМРО ДПМН уште од 90-тите години кои давале, еве да речеме, потврди изјави кон албанците, иако после тоа во пракса не било така. Но треба ли оваа партија да обстои на овој курс, бидејќи во Македонија сепак живеат колку се, на 20% албанци, 20-23, колку се, не знаеме, немаме попис. Видете вака, природно беше 90-та година да сметаме дека можеме нешто повеќе да направиме за Македонија визави албанците, да речеме. Меѓутоа, времињата се сменја од 90-та до 2017 година и најтврдокорните ВМРО-вци сватија дека во Македонија суштествуваат, живеат албанци. Не само албанци, многу други. Да, добро, Значи, ги земаме албанците да бидеме како свесни дека ни една најголема влада, етничка нити во минатото, нити сега, нити во иднина ќе може да се направи без партиципација на некоја си албанска партија. Јас би рекол дека ВМРО ДПМН се движи кон распаѓање, со тоа што многу години понатака во иднина не ќе може да оформи коалиција, да направи коалиција со ниедна албанска партија. Пред малку спомна и Маријан Огњановски дека секоја она албанска партија што ќе проба да седне да разговара, дека за нејзе е завршена политичката кариера на македонскиот политички простор. Значи ВМРО ДПМН треба сериозно да влезе во реформи. Што значи, јас преска спомнав Груевски, меѓутоа не ги спомнав сите тие останати околу него, кои што не само што треба да си одат, тие треба да одговарат и за криминал кој што го направија. Тие оплячкаа Македонија. Цела таа екипа треба да си оди, да биде заборавена едноставно, да дојдат нови луѓе на раководни места во ВМРО ДПМН и полега да ги изгладат односите со албанците и со албанските партии, за да можат еден ден да се вратат на власт. Воедно, не она што пред малку го дискутиравте, доколку се одеше на избори. И да се одеше на избори, ништо немаше да се случи. Не 60, и 70 да имаат пратеници. Независно што ќе имаат, да речеме, повеќе од 61 пратеник. Тоа ништо не решава во парламентот. Нив им требаат секогаш двотретинско, многу пати двотретинско мнозинство за да донесат одредени закони во собранието. Има закони кои што се гласаат со Бадинтер, воедно исто тие закони се многу значајни, не само за нас, имаме и европски закони со европско знаменце што се вели, кои што треба да бидат донесени. Значи, илузорно е да се зборува дека ВМРО ДПМН ќе може сама да владее. Тоа е расчистено. Не само ВМРО ДПМН, секој оној што мисли дека може да владее без албанска партија, тој треба да биде многу брзо отстранет од политиката. Меѓутоа, вие рековте, ВМРО ДПМН работи против, тоест треба да ги изглади односите со албанците. Јас би рекол дека ВМРО ДПМН работи и против македонските интереси, меѓутоа верувам дека понатаму ќе ја начнеме таа тема. Да. Малчевски, колку е лицемерно кога ВМРО ДПМН со официјален став бара во Македонија да се направи попис? Ај вака, прво да Значи, направиме една јасна дистинција. Има ли доза на лицемерие кога ќе се каже тоа? Прво, ВМРО ДПМН не е врхушката, да се разбереме. Таму има илјадници честни членови кои што членуваат од идеолошки побуди и кои што немаат никаква врска со злоделата кои што ги има правено врхушката. Она што врхушката го прави цело време ни продава лицемерие. Значи, се што можеа да направат, не направија кога имаја апсолутна власт да го направат тоа и наеднаш сега им текнува се, вклучувајќи го и пописот. А имаја доволно време и ресурси и стабилно парламентарно мнозинство и буквално сите институции кои што беа узурпирани и контролирани од нив и не го направија тоа нешто. Во суштина,
главната грешка нивна е што идеологијата во партијата ја заменија со интереси со лицемерие. И тоа полека му се враќа на глава. Многу од луѓето кои што членуваат од честни пободи таму беа замајувани со идеологија, со верба во ВМРО, со 4 свети букви, се до тој Кобен четврток кога сватија дека на врхушката ништо не е свето освен да се спасат од злоделата кои што ги имаат направено и спремни се за тоа нешто се да жртвуваат. И јас ве замолил во иднина, немојте ВМРО ДПМН, викајте ги врхушка. Пак ќе повторам, таму има илјадници членови кои што членуваат од идеолошки побуди и цело време се торпедирани, замајувани од нивните мегафони и се буквално луѓето доведени во заблуда. Извинувам што треба се направи за да се свестат истите тие луѓе. Види, Иване. Колку работи се случија за да сватат дека врвот на партијата ја донесе Македонија онаму каде што ја донесе. И сите од нив се соучесници затоа што веднат глава заради личен интерес или од други причини пред врхушката. Кога ќе видам одредени луѓе да кренат глас и да речат: "Да, ние сме патриоти, но го осудуваме криминалот на врхушката", тогаш ќе речам респект за тие луѓе. До тогаш сите тие се соучесници во злосторствата на врвот на ВМРО ДПМН. Со нивното ќутење и премолчување го поддржуваат секое зло кое што го прави власт. Помина и бомби, помина, значи, многу факти, помина многу случувања во општеството кои што го обелоденија грдото лице на врвот на ВМРО ДПМН, но тие луѓе трчаа и за изборите. Помагаа за изборите, се обидува да дадат легитимитет на врвот на ВМРО ДПМН. Кога ќе дојде денот да ги видиме тие луѓе, членови на ВМРО ДПМН, кои што се честни, да кренат глас и да речат: "Да, ние сме ВМРО ДПМН, но го осудуваме криминалното раководство." Тогаш секој еден граѓанин ќе рече секоја чест и тоа е почетокот на реформирање, предуслов за квалитетно реформирање на партијата. До тогаш ништо не може да се случи, односно доколку продолжи молчењето, ВМРО ДПМН ќе замине во историја. Тој Кобен четврток, извини, не се сложувам 100% со тебе, во некои моменти се сложувам, во некои не. Тој Кобен четврток работите не отидоа чекор понатаму токму заради тоа што партиското членство сврти грб на врхушката. Кога истите луѓе беа повикувани по пораки да доаѓаат во Скопје, одбија послушност и не дојдеа во Скопје. И затоа имавме таму не повеќе од 2000 луѓе кои што направија тоа што го направи, на крај беа наведени да го направат, беа инструирани да го направат тоа што го направија и на крај беа осудени за насилници, некој крена рација од нив. Процесот е долг и макотрпен и ќе трае. Не може нешто да се случи преку ноќ, поготово не може таа пропаганда која што сурово го бомбардира народот, така лесно да се сруши. Јас од личен аспект можам да ти кажам многу работи. На почеток бев страшно осудуван кога кренав глас. Денеска имам страшно голема поддршка, вклучувајќи и сега, не ти кажам колку пораки добив на Facebook од наши истомисленици кои што веќе креваат глас и сваќаат дека ова што го прави врхушката не води никаде. Суштината е дека они ќе одговараат и мора да одговараат. Секој што прави. А не да ќе одговара, кај се да се дигнат сега тие 2000, 3000, 5000 луѓе да соберат потписи, да направат нешто, да се обидат да ја спасат партијата. Ќутат и веднат глава. Кај на повидок некаква организација, да видиме нешто. Не верувам дека ќутат. Ако не се присутни во медиумите, не значи дека ги нема, не значи дека ќутат. Ево во форумот на Слободумни патриоти 2 години се обидува да направи нешто. Да, на почеток ни беше многу тешко, сега веќе полесно се одвиваат некои процеси, некои работи, али не ведниме глави, не ќутиме. Сите ние сме членови на ВМРО ДПМН таму, кои што се бориме за внатрепартиски реформи и ќе продолжиме да се бориме се додека не ги добиеме. Околу лицемерието на тие што се експонирани сега на медиумите, јас би кажал нешто дека, ако можам да ви ги набројам, еве, оние кои што нонстоп се на тие провладени медиуми, тука се Филип Петровски, Наталија Ючева, Даштевски, овој Кецковски, сите тие потекнуваат од Обединените за Македонија. Парадоксално, значи јас бевме заедно, значи во претседателство, во раководството, сите тие беа невидени критизери, значи отворени критизери на Груевски, буквално на секој митинг отворено го напаѓа. Најотворено го напаѓа. Што се случи?
Всушност тие биле инфилтрирани во Обединените за Македонија, бидејќи беа уплашени од силината на Љубе Бошковски и неговата партија што освои 150.000 гласови, беа инфилтрирани од власта за да ја преземат партијата и да ја растурат. Веднаш по враќањето на Љубе Бошковски од Хаг, кога го ослободија, Филип Петровски Даштевски си собраа куфирите, си отидоа во ВМРО ДПМН, Наталија Ивчева остана со цел, со задача да ја растури партијата, не успеа да растури партијата. Тие сега кои што го критикува Груевски и режимот негов, тие се сега најголеми бранители. Значи тука има еден парадокс, едно лицемерие кое што преска вие го спомнавте. Значи, ако може. Значи, оно што го рече Цветанов, кај се тие да го дигнат својот глас против ова раководство. Едноставно очекувам ден од да се случи оној момент кога ќе биде избрана новата влада. Затоа што сите оние на кои што сметаме дека би се побуниле во таа партија, сите тие се вработени од таа партија. Многу од нив имаат времени решенија на работните места. Сите оние кои што, да речеме, добиле нешто, се во управни одбори, во надзорни одбори, не знам, разни, да речеме, погодности кои што ги користеле од партијата. Очекувајте дека сето тоа ќе се случи денот кој ќе биде избрана новата влада, кој ќе почнат сите оние кои што се современи решенија, да не им се продолжува решението за работа, значи ќе се свртат против раководството, затоа што ќе бараат одговорност од нив, зошто додека се уште беа на власт не им дада решенија трајни. Но дали е значи, етички? првите се тие. Мора да сватиме, првин, за да некој биде под контрола, првин ќе го изгладниш добро. Тоа е стратегијата на Груевски и ВМРО ДПМН. Првин ќе те изгладни добро, за потоа да ти понуди парче леп за да преживееш. Или пак, доколку тоа ти не го прифатиш, едноставно ќе треба да се спакуваш и со првиот авион или воз или возило да ја напуштиш оваа држава. Мора да сватите дека они створија клиенти од типот на пензионери, од типот на администрација, од типот на сите тие членови кои што добија многу што. Јас познавам луѓе кои што дојдоа со скапани возила во ВМРО ДПМН, а денес возат Porsche Cayenne возат. Значи, очекувајте од тие луѓе да се борат до последниот ден. Се додека не се појави една нова влада и ќе се охрабрат, верувајте, да се спротистават на ова постоечко раководство. До тогаш сите ќе молчат во ВМРО ДПМН. Но дали е етичко тоа молчење и дали е согласно принципите кои што декларативно ги промовираат пред јавност? Ти одби функција, можеше да бидеш на висока партиска функција и пред година, и пред 2, и пред 5. 100 понуди си имал, ги одби, затоа што не се согласуваш со нивните принципи, си држиш до И своето. идеологија, не само принцип. Точно. Ние идеолошки идеологија. се разликуваме. Се согласува. Самуел исто така има одбиено понуди и така натаму. Маријан, за него не знам. Јас дадов оставка од функција заради етички причини. Значи, не мора да значи дека цената мора да биде, секој дека може да биде купен со одредена бенефиција, функција или пари, за да ведне глава пред одреден злостор кој што гледа пред негови очи дека се прави врз македонскиот народ и врз интересите на Република Македонија, односно врз сите граѓани на Република Македонија без разлика на етничка или верска припадност. Не е окей. Не, значи кога ќе огладне човек, тогаш критериумот паѓа. Значи секој има точка на топење. За жал, точката на топење е многу ниска во Македонија. Буквално овој народ е доведен да гладува. И просто одат од семејство до семејство, им го купуваат достоинството со едно вработување. И тоа времено вработување. Се додека не се докажи на протести, да се докажи во агитација и така натака. Тоа да го земеме предвид. Јас само бидејќи Ване не знае за мене, јас исто така, сега може би јавно ќе кажам дека при уништувањето на партијата Обединените за Македонија, мене лично беше понудено одредени луѓе од ВМРО ДПМН функција директорска, амбасадорско место само да ја расториме партијата. Мојата точка на топење не беше таква, бидејќи јас имам достоинство и сега можам на сите да им погледнам во очи дека не успеа мене и нас, луѓето што останаве во Обединените за Македонија, прво со понуди, после со закани, уцени, да не стопи.
Свака час. Ова ти го кажам од Браво, не сум. Добро, немаме уште многу време до крај. Ајде малку да се одлепиме од локалното, да видиме малку геостратешки, само сакам на крај. Има многу тези околу тоа зошто ВМРО ДПМН дојде во директен судар со меѓународната заедница пред се со западните демократи и тој судар е веќе евидентен. Значи, многу се зборува за не толку идеолошко, туку лукративно вртење на дел од врвот на ВМРО ДПМН кон исток, кон Москва од некои за нив познати причини. Верувате ли вие во таа теза? Па видите, знаете како девеникот се фаќа за сламка. Значи, кога они си ги затворија сите можни врати на запад, рекоа ајде да видиме ако пројде на исток да пробаме да направиме нешто. Јас пред 2-3 месеци во ова студио кажав дека не очекувам дека ќе добијат нешто од Москва, зашто историски ако гледаме они секогаш биле на спротивната страна, не биле на страната на Македонија, иако имале можност да бидат на страната на Македонија. Пред се мислам дека тие членови на ВМРО ДПМН или на врхушката, ајде да кажеме, кои што се обидуваат да протажираат некакви си такви проруски руски ставови, тоа го прават од бес и од немој, зашто ваму не можат да направат ништо. Се ги затворија буквално сите врати со нивните шашеви политики. Сакав да ве прашам вас во однос и во контекст на вашиот лидер, на господинот Георгиевски, значи и тој имаше еден судир во време кога во Македонија навистина имаше драматични моменти во 2001 година, кога можеше и да се каже дека Македонија навистина беше нападната од надвор, но господинот Георгиевски и во тоа време и потоа беше доволно мудар за да знае кога е доста, подоцна нормално ја смени својата реторика и во тој однос тој одамна зборува за Европска унија и НАТО. Но мислите ли дека во ВМРО ДПМН навистина има луѓе кои мислат дека можат да се судрат со тие интереси и да излезат како победници? По која смисла мислите се судрат со кои интереси? Со интересите на Европската унија, на НАТО и на Соединетите американски држави во регионот. Па видите, умоболен човек може да помисли дека можеме ние да победиме една НАТО сила, една Америка, една Европа и така натака. Ние можеме цела држава, цел народ кој што живее во оваа држава просто да не сместат во еден њујоршки не квартче. Ние не представуваме никаква сила, никаква економија, никаква моќ немаме. Едноставно мора да сватиме дека нашата иднина и цел е ЕУ и НАТО. Тоа ние го зборуваме и како партија. Ние имаме, да речеме, пораката за изборите 2016 беше Европа сега и така натака. На врв од агендата на нашата програма се НАТО и Европската унија. НАТО ни дава гаранција за безбедноста, значи имотен лист, а Европската унија ни дава просперитет, економски развој. Оној кој што мисли дека Русија може нам да ни донесе просперитет и иднина, се лаже себе си и ги лаже сите тие следбеници. Меѓутоа, вие рековте пред малку дека они идеолошки, не би рекол дека се забегани идеолошки, баш напротив. Мислам дека ова врхушка на ВМРО ДПМН, како што вели Малчевски, интересно, ги нарекува дека станаа големи поддржувачи, тоест страшни србомани станаа. Од патриоти македонски они станаа србомани. Ќе ви кажам типичен пример, каде што членовите на ВМРО ДПМН 90-та година беа тепани на Прохор Пчински, денес не можеме да се препознам партијата, поранешна моја, каде што раководството на ВМРО ДПМН дозволува на Зебрњак да се појави цела делегација српска за да одржи таму одредена прослава, каде што се парчосуваше и угнетуваше македонскиот народ. А воедно, истото тоа раководство српско не дозволува на македонска делегација да положи едно обично цвеќе венец на Прохор Пчински. И каква барате вие идеологија од луѓе кои што го враќаат назад, го градат офицерскиот дом во центарот на Скопје, кој што вистинско име на офицерскиот дом е Дом српског оружја. Кога Србија окупира Вардарска Македонија, они го изградија
тој дом за да ја покажат својата војна моќ овде. Како можете да им верувате на луѓе кои што сите тие нивни телевизии, да не ги набројам Алфа, Сител, Канал 5, 99% програмата им е на српски јазик. Јас не можам да слушам, освен вестите нивни, кои што се на македонски јазик, 99% програмата им е на српски јазик. Овде секојдневно ни гостуваат луѓе од типот на Аца Лукас, Цеца и би го спомнал посебно Бора Ѓорđević кој што нам не нарекуваше Јужна Бановина. Замислете, патриотите од типот на ВМРО, ДПМН ги влечкаат српските пејачи и ги плаќаат со парите од даночните обврзници македонски, за да просто ја руинираат собствената држава и собствениот народ. Наместо сите тие пари, овие патриоти од ВМРО, ДПМН, да ги дадат на наши групи, наши пејачи, кои што воедно би се свртели и би се вратиле повторно во буџетот, они го полнат буџетот на нашиот северен сосед. Таа ли е таа патриотска партија ВМРО, ДПМН? И воедно на крај би завршил со тоа што ми тежи што на 7 јануари во Тирана беше подпишана она тиранска платформа, наместо нашиот министер за надворешни работи да го повика амбасадорот на Република Албанија и од него да бара образложение, тоест да даде отчет што фактички се случило во Тирана, да даде оно што се вели дипломатски демарш до преку амбасадорот до Република Албанија. Тие ништо не превзедоа. Може би немаа време бидејќи тогаш се подготвуваа за преговори со ДУИ, за Видете, за реално коалиција. она што они ги ја викаат тиранска платформа, они 99% ја има веќе прифатено. Вечерта, она информација што имаме од одредени луѓе кои што биле присутни во штабот, просто одредени личности дошле облечени спортски, ги вратиле назад да се облечат во костуми, затоа што го чекале јавувањето на Али Ахмети и да ја прогласат новата коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Да, но излезе и онаа несрекна изјава на претседателот Иванов кој рече дека коалицијата била договорена, но спречена со еден телефонски повик, за разлика од ставот на ВМРО ДПМН дека не била договорена. Од претседателот се изнаслушавме многу работи, така да најверојатно е една од вистините кои што ретко ги кажува. Да. Цветанов, вие останувате за крај. Еве, уште ова прашање, како успеа ВМРО ДПМН со целиот патриотизам кој го промовираше за време на своето владење, или како што они велат патриотизам, да ја зацкрие амнестијата на мавровските работници, двојазичноста која е изгласана во парламентот, сите оние дилови кои се правеа со Демократската унија за интеграција и така натаму, и сето тоа да помине незабележано кај членството. Тоа е главниот проблем. ВМРО ДПМН владее преку квази патриотизам, не патриотизам. Затоа што слушнав во бомбите како се договарало и промена на името, нешто кое што после објавувањето на бомбите денешните квази патриоти, односно акционери владе ВМРО ДПМН молчат на таа тема и молчеа кога се објавуваа бомбите. Кога се случи амнестијата на хашките случаи, слушавме телефонски разговори како се договара помеѓу Никола Груевски и Силвана Бонева како да помине сето тоа тивко и јавноста да не го забележи тоа. И тогаш не слушнавме ниту еден патриот да крене глас и да каже што се случува. Помина серија предавства на македонските национални интереси на тоа тврдо ткиво, но никој не се охрабри да каже збор. Исто така, ВМРО ДПМН договори коалиција, прифаќајќи ја платформата наречена дали тиранска или како и да е, не е важно, сите молчеа и подготвуваа прослава, како што рече господинот Близнаковски. Наеднаш кога се случи каменот на сопнување, односно условот, специјалното јавно обвинителство, не станува збор за телефонски разговор, туку за почитување на пропишеното во извештајот на Прибе, владење на правото, чекор број 1 е продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство и пропаѓањето на коалицијата заради неприфаќањето за владење на правото, односно функционирање на специјалното јавно обвинителство, почнаа да излегуваат така наречените бранители на патриотизмот во Република Македонија на улица и да се бунат против тиранската платформа. Каде беа тие истите да искочат барем некаде, на Фејсбук да напише, а не мораше во медиум. Некој ќе рече немале медиумски простор.
Имале своји Facebook портали, можеле да го кажат тоа, Да. можеле да изразат несогласување со одредени политики, но тогаш молчеле затоа што имале одредени финансиски бенефити или клиентелистички било какви и го поддржувале актуелното раководство, а од друга страна осудуваат некој друг кој што јавно декларира дека не ја прифаќа таа платформа, јавно значи Заев искочи на пресконференција, објави програма на влада и така натаму, значи дека нема никаква платформа, еве подготвени се да изврати гаранции пред председателот на државата дека нема да има рушење на уставниот поредок, но истите тие квази патриоти повторно се на улица и штрајкуваат. Зошто штрајкуваат? Нека земат транспаренти и нека напишат на нив дека ја бранат бандата од власта. Да, добро, Цветанов ви благодарам, Огњановски, Близнаковски, Малчевски ви благодарам на сите господа за учеството. На нас за жал ни истече времето. Следевте уште една анализа на телевизија 24, останете со нашата програма.